Вработените во општината Берово денеска беа на едночасовен штрајк. Не сакаат да бидат жртва на препукувањето меѓу кандидатите за градоначалници. На 3 дена до изборите се вжештува атмосферата во Берово. Утрово со двочасовен прекин на работата, вработени во јавното предпријатие Македонски шуми Малешево го изразија својот револт и солидарност кон шестмината колеги кои се преместени на работа во други општини. Тројца инженери, двајца техничари и една од книговодство ги праќаа Виница, Кочани и Делчево. Това се партиско, не вика не това се партиско. Ние тераме нашите вработени што се испратени доле да се вратат. Додека не се вратат, ние не отступуваме од таа. Директорот на подружницата Ѓорги Портарски не сакаше да даде изјава, но кандидатот за градоначалник од ДПМН и командир на шумската полиција во Берово ја обвини локалната власт за притисоци и изјави дека преместувањата се поради потребите на другите подружници. Напротив, ние тука во Берово, ВМРО ДПМН сме опозиција и не сме во можност да вршиме притисоци, зашто локалната власт ги има ингеренциите врз јавното комунално предпријатие, па тие вршат притисоци и ги оценуваат. Од СДСМ во Берово потенцираат дека се вршат големи притисоци врз граѓаните од страна на државните институции, од каде 25 вработени се преместени на работа низ градови во Македонија. Ова се фактите. Ова се луѓето кои имаат своји трауми и своји судбини и ги доживуваат изборите насилнички и нефер. Битката за освојување на локалната власт во Берово е се пожестока. Во првиот круг предноста на кандидатот од СДСМ е 180 гласа и мнозинството во Советот е од оваа партија. Досега во Берово ДПМН немал свој градоначалник.